Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Секој втор брз ковид тест во Гостивар има позитивен резултат. За 4 дена биле извршени вкупно 103 тестови. Пандемијата значително го намали прометот и на Тетовскиот зелен пазар. Понудата, иако периодов е разновидна, сепак има се помалку купувачи. И годинава литературниот клуб Кирил Печиновиќ од Тетово објавува конкурс за најдобра необјавена песна. Овој пат песните ќе се испраќаат по електронска пошта. Секој втор брз ковид тест во Гостивар има позитивен резултат. За 4 дена откако почна примената на рапид тестовите биле извршени вкупно 103 тестови. Закажувањето за тестирање оди преку матичните лекари. Брзите ковид тестови помагаат за рано детектирање на заразени, нивен соодветен третман и изолација. Ова се докажува преку примерот во Гостивар. Откако почна примената на рапид тестовите во Гостиварскиот здравствен дом, за 4 дена биле направени вкупно 103, а секој втор тест бил со позитивен резултат. Од обратените преку мој термини тестирани пациенти, негде 54 се позитивни, 49 се негативни, значи секој втор пациент е со позитивен наод. Тоа не упатува на фактот дека матичните лекари, кај што биле пациентите на преглед, со соодветна симптомологија за болестите, бројката не укажува дека најсоодветно се упатени на тестирање по овој брз антигенски тест и на основа на добиени резултати кои се трудиме што најбрзо и тоа го постигнуваме негде 30 на минути од самото земање на примерокот, доставуваме преку системот на мој термин до матичните лекари и веќе тие се регистрирани кај нив во основа на резултатот и се проследува со понатамошна постапка дали терапија или па изолација кај позитивни и така натаму. Првично беше предвидено ваквото тестирање да се прави во објектот на трудова медицина, но се изврши реорганизација и процесот се спроведува во лабораторијата на здравствениот дом по 15 часот попладне. За Гостивар Министерството за здравство засега обезбедило вкупно 250 рапид тестови, кои не можат целосно да ги покријат потребите. Има незадоволство од величината на терминот затоа што се лимитирани тестовите, најверојатно потребата е уште поголема, меѓутоа и како бројка тестови немаме во изобилство за да покриеме преку цел ден и како кадар што го обавува тој дел лимитирани сме во време негде 2 до 2,5 сати да го обавуваме затоа што како и сегде и нашата служба е со редуциран персонал, така да после обавена дневна работа негде до 14:30 се подготвуваме екипно со сета превентива нели за веќе тој тест брзо тестирање, го обавуваме тоа негде до 15 и после завршување на тестирањето нели процедура и исчистување, дезинфекција на самите простории за да се подготви за наредниот ден. Гостивар изминатите недела дена е меѓу регионите со најмногу ново заразени на дневно ниво. Бројот на активно болни достигна околу 800. Ширењето на вирусот никако да стивне. Солидарноста е потребна повеќе од се во овие моменти, вели директорката на инфективната клиника во Скопје доктор Милена Стевановиќ. Таа додава дека се забележува и непослушност кај граѓаните во однесувањето за време на пандемијата, а тоа е, како што вели таа, недопустливо. Не само што не гледам социјална одговорност, туку можам да забележам непослушност. Тоа е нешто што апсолутно е недопустливо и навистина не може да ни помогне во ниеден корак напред во соочувањето на целата оваа криза, да не кажам преживувањето на оваа криза. Денеска е време за солидарност, денеска е време за ставање на себе и се она што е сопствен ресурс на помош и на услуга на целото општество. Денеска е време кога еден секој бел мантил да почнеме од нив, тие се сега најзначајни, најпотребни во оваа ситуација, да секој еден бел мантил ги подаде своите две раце професионални
независно која е нивната специјалност или улога во здравствениот систем и да помогне. Да помогне дали ќе помогне да подаде чаша вода, дали ќе помогне да подели терапија, дали ќе помогне во лекувањето и во грижата на пациентите или едноставно во ширењето на едукацијата и гласот за почитување и применување на мерки, навистина незначајно, но мора да помогне. Министерството за труд и социјална политика очекува одговор од останатите ресорни министерства врзано за предлог измените во Законот за работни односи, според кој недела ќе се прогласи за неработен ден. Во веќе изготвената драфт верзија се дефинира дека недела е неработен ден, доколку со друг закон или колективен договор не е решено поинаку. Законот за прогласување на недела како неработен ден е всушност измена на Законот за работни односи во членот 134, каде што дефинираме дека недела е неработен ден, доколку со друг закон или колективен договор поинаку не е решено. Тоа е главната измена која што е предвидена во Законот за работни односи. Ние го драфтиравме законот, го испративме до сите министерства и очекуваме повратен одговор околу нивни сугестии и дополнувања во овој основен системски закон. Меѓутоа, во текот на подготовката и на оваа драфт верзија на законот имавме консултации меѓусекторски, меѓуресорски со различни министерства и очекуваме заеднички да го изградиме ставот во делот на тоа кои дејности, кои области во општественото живење би биле иземени со овој закон. Имено, ние со носењето на законот сакаме и понатаму да овозможиме непречено функционирање на витално важните функции на државата. Кога говорам витално важни, тоа значи 24 часовна покриеност со оние дејности кои што им се неопходни на граѓаните. Тука ќе ги наведам само неколку. Здравство, полиција, противпожарните служби, комуналните служби кои што се под ингеренција на единиците на локалната самоуправа и останати. Значи останува повратна информација од министерствата кои што имаат простор во следната, да речем, уште една седмица да ја видат оваа драфт верзија, да ги испратат нивните сугестии. Ние веќе почнавме да добиваме сугестии од министерствата, така да таа конечна верзија која ќе биде нашата намера е да биде објавена на ЕНР, за да слушнеме уште еднаш реакцијата на јавноста, на стопанските комори, Сојузот на стопански комори, синдикати, работници и така натаму. Конзерваторскиот центар во Гостивар периодов работи на реализација на 4 проекти за заштита на културно-историското наследство на регионот. Се врши конзервација и реставрација на стари значајни објекти, преводи на материјали пишани на отомански јазик, како изработка на дигитална археолошка карта на подрачјето. Конзерваторскиот центар во Гостивар и покрај ковид пандемијата ја заокружува 2020 успешно. Во тек е реализација на 4 проекти предвидени во програмата за работа, што треба да завршат до крајот на годинава. Се врши конзервација и реставрација на стари значајни објекти, преводи на материјали пишани на отомански јазик, како и изработка на дигитална археолошка карта на подрачјето. Проекти параш џамијан фшатин Равен. На старата џамија во село Равен се спроведува зафат за зајакнување на темелите. Оваа џамија датира од 1830 година и е архитектонска градба од отоманскиот период. Наша цел е во текот на наредните години да го завршиме целиот процес на конзервација и реставрација, со што ќе се врати автентичноста на џамијата, за да остане како културно-историско наследство за идните генерации. Во однос на зачувување на старата архитектура работиме и на основен проект за конзервација и реставрација на куќата на Канчевски во градот. Од преводите на материјали од отоманско време треба да се добијат значајни и интересни податоци за Гостивар и околината. Дигиталната археолошка карта пак ќе помогне за натамошната заштита на археолошките наоѓалишта. Проекти рада също харта дигитале археологике Гостиварит. Материјалите од отомански јазик се преведуваат на албански и на македонски. Тие содржат важни податоци за Гостивар и за регионот, кои ние како конзерваторски центар ќе ги користиме во нашата работа во иднина. Што се однесува до дигиталната археолошка карта, сакам да нагласам дека ова е прв ваков проект и преку него се очекува да се ажурираат сите податоци за археолошките локалитети, да се детектираат нови, а потоа комплетно ќе бидат достапни во дигитална форма. Конзерваторскиот центар во Гостивар ги реализира проектите со финансиска поддршка на Министерството за култура. Пандемијата значително го намали прометот и на Тетовскиот зелен пазар.
Понудата, иако периодов е голема и разновидна, сепак има се помалку луѓе и помалку се купува. Богата понуда на овошје и зеленчук на Тетовскиот пазар. Тезгите се полни со намирници, портокали, лимони, јаболки, тиква и разни видови на зеленчук. Но и покрај тоа што се нуди се што во изобилие, граѓаните се помалку купуваат, се жалат пазарџиите. Пандемијата и тоа како влијае на прометот, а цените се вообичаени како и секогаш. Се пред први нема паре, луѓите ништо не се троши. Тоа е, што да правиш? Криза е криза. Тоа е. Мало и коронава е, затвори народот, се затвори дома и нема што да правиш. Толку е тоа. Се осеќа дека е паднат прометот сега периодот? Паднат е, ба ежи тоа. Нема паре, луѓите и нема да се продава ништо. Слаб е пазарот. Тоа е. А што најмногу бараат граѓаните? Ништо, за сега купу се зема, за зимница се стаја и тоа. Друго тете, слабо, ора има, не иде. Лешники луѓе има, не иде, се жалјат. Ево, мушмули има, и тие не идат. 20 динара, вика 20, нема луѓе пари, што може да правиш, тоа е. А цениве како се низ пазарот? Цените грео те речиш, не се скупи многу, али нема пари луѓите. Фала Богу, како е времето, опет добро се купи. Кад нема луѓи, епидемија, тоа опет добро се купи. Опет добро зема. Фала Богу. Чувствува ли помалку народ низ пазари? Нормално се чувства помало. Пандемија е че има помало луѓе. Фала Богу, опет добро. Нема народ, тебе се види. Тоа што е. Зошто нема народ? Поради криза? Поради вирусот, поради паника на власта, тоа е тоа. Иначе, еве, народот се гледа колку има. 200.000 жители у Тетово нема 1% народ. А што нудите и како се цениве? Еве, цените се гледат, поволни цени. Стално ова цена е била. Пазарот е раздвижен, но не како порано. Некои тетовци разгледуваат, други купуваат. Најмногу овој период се купува овошјето. Оти треба витамини да се помине зимата, но и да се заштитиме од коронавирусот, велат тетовци. Па све што треба, и витамини, и други производи што треба, и така. Како се цениве? Па сега, каде како. Некој скупи, некој поевтини, тоа. Највише се купуваат витамини. Мандарини, портокали, банани, јаболки, тие работи сега, кои ќе се купуваат, нормално и за зеленчук, нормално, за правење јадење. Цениве како се? Па цениве, према нашиве плати се високи. Нема со 8.000 што можеш да правим. Тоа е. Нема ништо. Животот таму тежок, многу. Државата треба да води рачун за своите субјекти, со својот народ. Треба да ги дигне платите, да им помогне на народ. Се уште не ги дадат тие 6.000 што треба да ги дадат. Народ стварно гладува, има некој стварно ептење за ниг. Треба да води сметка секој. Исто како и во речиси секоја област, пандемијата негативно се одразува и кај пазарџиите и земјоделците. Се потешко е, па некои велат дека размислуваат додека помине зимата да ги затворат своите тезги. И годинава литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ од Тетово објавува конкурс за најдобра необјавена песна во 2 категории – за деца и за возрастни. Овој пат заради пандемијата со COVID-19 песните ќе се испраќаат по електронска пошта, а литературна вечер нема да се одржи. Победниците ќе бидат објавени на Facebook страницата и групата на литературниот клуб. Слободна тема за нова поезија. Литературниот клуб Кирил Пејчиновиќ при Националната установа Центар за култура Илјо Антевски Смок Тетово распиша конкурс за најдобра необјавена песна за деца и возрастни по повод месецот на книгата 2020. Конкурсот како и секоја година се распишува во 2 категории, а за најдобрите ќе следуваат награди, односно прво, второ и трето место за возрастните и прво место, 2 втори и 3 трети награди за дечињата. Тоа се распишува во рамките на месецот на книгата. Сега од организациони така потешкоти, малку подотстрани е, инаку месецот на книгата од 15 октомври до 15 ноември. Значи го распишавме на 15 ноември, трае до 15 декември.
и да има може да се на недела да работи жири комисијата. Конкурсот е започнат 1988 година, значи веќе 33-то издание ќе биде. Доста масовен, бил изминативе години. Темата е слободна, има две категории, песна за деца и песна за возрастни. Тоа значи би се случувало, значи песни за деца да напишат возрастни, а сме имали случаеви и песни за возрастни да напишат, значи деца. Значи тоа се гледа само квалитетот, изразот, поетскиот израз, да се донесе нешто ново во поезијата. Поезијата е сепак гранка на уметноста во која што главна цел е да го развива богатството, да го збогатува речникот во случајот на македонскиот јазик и да конкурсот е отворен може да пристигнат творби и на други јазици. Меѓутоа треба да има препев на песните. Поради пандемијата со коронавирусот нема да се одржи литературната вечер, а резултатите ќе се објават на 25 декември на Facebook страницата и групата од клубот. Наградите ги доделувавме на литературна вечер, годинама одлучивме да нема литературна вечер поради пандемијата со COVID-19, туку наградите ќе се истакнати преку медиумиве и ќе секој постиче може да ги подигне во Центарот за култура Илјантевски смок. Од многуте издавачки куќи во Македонија, како постојан и верен поддржувач на литературниот клуб и конкурсот, долго време се јавуваат издавачките книги Матица Македонска и Или. 132 лица се казнети за неносење заштитни маски. Во сообраќајна незгода повредена 67-годишната тетовка пешак. Приведени неколку лица по разни основи. Следува билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие, според статистиката на СВР Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 132 лица, од кои 80 во Тетово и 52 во Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на 105 лица во Тетовско и 143 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лицата со вакви решенија не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 16 часот и 30 минути на улица Благоја Тоска во Тетово, патничко возило Ауди А4 со тетовски регистерски ознаки, управувано од 38 годишен тетовец, удрило во 67 годишна тетовка пешак. Во незгодата таа се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетова. Од полицијата информираат дека во текот на вчерашниот ден биле приведени неколку лица. 68-годишникот Тетово бил лишен од слобода поради сомнение дека физички нападнал 52 годишен сограѓанин во продавница во Тетово, а потоа и во својата куќа. Тој бил задржан во полициската станица Тетово, а по целосното документирање на случајот против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Лишен од слобода бил и 46 годишен жител на Тетовско село, затоа што претходно во нивниот дом се однесувал агресивно и се обидел со остар предмет да ја повреди сопругата. Пријавениот бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување на случајот. 26-годишникот Гостиварско Врапчиште пак бил приведен затоа што при претрес извршен со судска наредба во неговиот дом биле пронајдени марихуана и гасен пиштол со еден куршум. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар. Во полицискиот билтен регистрирани и две разбојништва. Вчера вечер околу 21 часот 39-годишникот Скопско Моране во СВР Тетово пријавил дека половина час претходно на патот од Тетовско Боговиње кон Жеровјане две лица со закана со оружје му одзеле пари. Увид извршила екипа од СВР Тетово и се расчистува случајот. Денеска во 6 часот и 50 минути во СВР Тетово било пријавено дека едно лице со закана со остар предмет одзело пари од казино во Тетово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информираат од Тетовската полиција.
Одбојкарите на Шкендија забележаа победа од 3:1 на гостински терен над Штип УГД, со што ги задржаа шансите за пласман во плей-офот на одбојкарското првенство. Седмото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија беше затворено синоќа со надпреворот помеѓу Штип УГД и Шкендија. Тетовските одбојкари забележаа гостинска победа од 3:1 во дербито за четвртата позиција на табелата, со што ги задржаа шансите за пласман во плей-офот за шампионската титула. Најмногу возбудувања имаше во првиот сет кој го добија штипските одбојкари со 28:26. Во продолжениот надпреварот следуваше комплетна доминација на Шкендија, која ги доби следните 3 сета со 25:13, 25:12 и 25:14. Да се спореди утакмицата што игравме ние денеска и прошлата недела, тоа беше комплетно надвор од сите можности што можевме да играме прошлата недела. Ова беше другши. Првиот сет почнавме малку послабо, се рекупериравме при крајот на сетот, а другите 3 сета игравме како што знаеме да играме и што требаше да играме и денеска, почеток па и прошлата недела. Добро, гледам имате засилување на прием. Па да, тоа е де факто наш играч. Играл со нас години. Ова година преше пауза, па така ни дојде на помош и неговото влијание кај нас на целата утакмица имаше голема влијание поради тоа што посебно во одбрана и на прием и помагаше многу и што осликаше одма на утакмицата. На првенствената табела во водство се Универзитет Тетово и Џио Струмица со максимални 21 бод. Следуваат Вардар, Шкендија и Борец со по 15 бодови. Екипи што во преостанатите 2 кола од регуларниот дел ќе водат голема борба за пласман во топ 4 екипи, кои ќе продолжат во разигрувањето за шампионската титула. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Останете во добро здравје и почитувајте ги мерките за заштита. Пријатно!